со голема болка и загриженост следам што се случува во изминативе денови и го чувствувам и на своја кожа линчот и срамот сосема неправедно кој што им се нанесува на моите духовни чеда, на моите сограѓани, на моите браќи и сестри. Сите бевме сведоци во вчерашниот ден на сите етикетирања и навреди кои што му се лепеа на нашиот градоначалник господинот Костадин Костадинов, само заради тоа што остана во црквата, со црквата и само заради тоа што кажа дека не може да исповеда нешто што е различно и поинакво од евангелските принципи на кое што почива и се темели нашето општество, нашиот град, нашата епархија. Но исто така сум загрижен заради етикетите кои што се лепат на моите струмичани, кои ги нарекуваат примитивци и назадни, само заради тоа што исто така не сакаат да прифатат и да признаат за реалност нешто што е различно од реалноста на Евангелието Христово. Оти тоа е реалноста во која што живеат и сакаат да продолжат да живеат. Особено сум огорчен кога ја гледав денешната седница на Советот на Општина Струмица. Свесен сум за притисоците кои што ги трпеа советниците во изминатиот период од присуството на трибината, за која што се зборуваше за родовата идеологија и се обелодени за сите планови, намери и агенди кои што ги имаат невладините организации на чело со министерката Јована Тренчевска. И ја разбирам нивната реторика денес, нивната збунетост денес, нивната исплашеност денес, но не ја оправдувам. Ја разбирам само заради тоа што знам дека истата министерка Тренчевска вчера после координација и дискусија во една невладина организација каде што дискутирале за антиродовите движења, дојде на координацијата на дел од Советот, на советниците од незината матична партија, веројатно за да ги координира. И денес гледам дека зборува и се однесува координирано, онака како што е координирана министерката Тренчевска со незините сојузници од невладините организации, кои што ги туркаат предлог законите за родова еднаквост и за матична евиденција. Јас не можам да разберам како некому, после се што рековме, објаснивме и после се што министерката премолча, не рече и не одговори на јавната дебата, некому во Струмица, особено во Струмица, денес не му е јасно што е пол, што е род, која е намерата на законот за родова еднаквост. Како епископ на црквата, секогаш сум работел меѓу сите вас и сите сте сведоци за тоа, за надминување на секоја поделба. Таму каде што ги имало, сум ги лекувал, сум ги исцелувал и сум помагал да се надминат. Денес бевме сведоци на една таква поделба. Но не можам да речам дека некои поделби не се благословени, дека секои поделби се зло и се лошо. Некои поделби се благословени, особено тогаш кога се делиме, односно тогаш кога избираме на чија страна ќе застанеме. Дали на доброто, дали на злото. Родовата идеологија, предлог закониве кои што ја содржат во целост и се создадени и креирани за да не окупираат и да не затворат во современ идеолошки тоталитаристички логор, не ни носат ништо добро. И секој што ќе застане против нив, едноставно е на страната на доброто. Или едноставно ако некому не му е јасно што е добро, што е зло. Но верувам дека не верувам, туку знам, сите Бог не обдарил со совест, која што никогаш не спие, никогаш не мирува и никогаш нема да не остави ниту после смртта. Или ќе не оправдува, или ќе не обвинува во вечни векови. Затоа можеме да манипулираме, можеме да ги лажеме луѓето, можеме, особено ако сме добри оратори, да се снаоѓаме вешто со празни флоскули, реторики, но Бог и собствената совест не можеме да излажеме. Имаме одговорност пред Бог, имаме одговорност пред нашите
внуци и деца, родени и неродени, и ки имаме одговорност пред историјата.